Знаеш, кога се јавуваат за точаков, као на прв поглед да им е скапо, уствари кога ќе пресметаш колку штедиш. Само 59 евра месечно, овој мејт може да биде баш. И во еден момент вртам камера као што ја имам си правим овој и му покажувам среддневна соба дека имам преку 19 точака и низ целава моја куќа дека имам преку 100 резервни делови за точаци, што ми се случува, како ми се случува и дечко полудува. Во еден момент ми вика, "Wow, you even have made Evian, тоа се 10 точаци од свет што ги има како ти дојде до него." Викам така, го најдов во Англија, преку Англија го нарачав и ова е поклон од мене за мојата жена да има нешто посебно. Добро утро, драги гледачи. Денес сабота, 13 декември, со Петар и Елена, кои воедно се генерални увозници и дистрибутери за Made e-bike на цел Балкан. Ќе правиме тура низ Скопје, ќе се возиме и ќе се правиме муавет до неколку кафичи, кидаме можда и некоја забава, ќе идеме како ќе се одвива цел ден. Иначе времето е перфектно, сончево, 12 степени, мислам дека топ ден ќе биде. Добар ден. Добар ден. Како сме? Добре? Добри. Што си лежа нервозен? Расипан му е точакот. Значи така возна по точак да не може да се мисли да вози. Што правиме сега? Се подвидено да прави. А немаш друг точак? Нема, сакаме баш овој да биде, зашто се тука само по 50 ватник, да се видиме со иста брзина може да ужива на начин. Ми треба некоја минута само, нема да трае многу долго. Ова минута од сабај луди, знаеш се вика да брзина да земам нешто. Не е до мене, но ќе се стемни. Не, дечко, тоа брзина да се спремам, ајде. Ајде. Види што ќе направиш. Абе, а мене ќе ми ги извадиш овие браниција да ми биде по-фенси точакот. Да не ми биде како на пазар да идам патлижани да купам. Да правиме одма. Да се дуеме одма, мука нема. Многу е појако без овие. Да. Значи по-бандитски многу. А и овој не е лош црвено-помаранѓаст. Маслинасто зелен, камо. Овој белиов ми се свиѓа исто. Ама, ќе си овозам овој кремастиов да ми одговара со аутфитот за денес. Го направили? Да. Шо приса, го расклапаш? Па мој си батеријиче. Тука му е батеријата. Да. Иначе вака на пола и си оставаш у гепак, а? Да бе, цели ова можеш вака го слопиш, значи варијантата е ево вака го слопиш цел точак. И ова ти е варијанта која ставаш да го спакуваш у гепак. Скоро секоја кола. Да бе, и тоа не треба ни седишта да затвор, Ништо, вака. И целокупното отварање на точакот е супер едноставно. Го отвараш вака. Значи помалку од една минута се отвара точакот го спремаш за возење. Абе, како ти доја идејата да ги земеш да ги продаваш тука на Балканот? Пошто ја ги имам видено, но она нели ти кажував на Kickstarter уште која бе тоа што стокува. Во брат на првиот на Kickstarterов па починеше. Ама не верував дека ќе има некоја приказкава која што текне на Балкан да ги донесе. А иначе која што старташе, извини, ќе станеш секунда само ти ставиме батерија, уедно да ти раскажам. Значи баш пошто го држиш тој точак што го држиш, таму е приказката кај што почна. Се возев на велосипед, ме сретна еден пријател кој што е уствари првиот купец на Made од моја страна у Скопје. Се возев со на брат ми, значи брат ми е еден од првите, брат ми Шали и Мартин од Кино Карпуш. Се првите 3 точака кои што беа нарачани и купени од Kickstarter. Од целиот проект го поддржаа проектот, им се свиеше идејата и чекаат точаците повеќе од година и пол дена да ги добијат. Од целиот проект како инвеститори. И точакот стигнуше 2019 година, тие 3 комада. Јас кога по еден момент се возев низ центар на точак и еден пријател што го познава ме сретна и ми вика: "Брат, сакам да ти го купам точакот." Викам: "Брате, точакот не е на продаја." "Не, брат, сакам да ти го купам точакот." Викам: "Друг. Точакот не е на продаја, овој трет пат, дај жити све ке ти дам колку бараш што бараш." Му се извиних, му реков дека го побарам за пола сат. И најдов велосипед, исто ваков, оваа боја беше првиот. Отидов за Германија, му го набавив точакот. Се вратив и од тука старташе целата приказка за прв пат. И од тој момент понавака прво почна да продавам половни точаци
Идев во Германија и барав точаците на некој си маркет таму германски и почнав да наоѓам. Нашиот брат Горан Мичич ми е вториот купец на точак, ако не и првиот ветен по телефон. Кога ме виде се сликав ја у Германија со точакот и ми вика брат, ја ваков точак барам. И ја му викам на Гого, Горане брате мој, ја ти го носам точакот на тебе. И така Горан доби прв точак. Тоест вториот мој купец у Скопје. Иначе целата приказка тргна многу интересно, на маркет ги наоѓав точациве по цела Германија. Половни нешто? Половни точаци, не може да најдам ситуација за да добијам добра цена за нови точаци. И со половниве точаци почнав да ги бркам низ цела Германија, значи станав Mate Hunter, буквално у права смисла. Стрит хасл. Да, што беше најака, извини да те прекинувам. Најако беше еден момент и отвара страната и вика, љубави бе, нема више точаци за купување, сите сум ги купил. Се деси и тој момент. Мало Mate Беше вистина, значи буквално си купив у Германија карта за воз да може да патувам низ цела Германија или со BlaBlaCar. Беше тотална авантура. Патував од врата на врата, од човек до човек да си купам точак. Имаше моменти кога што имаше многу добри дилови. Со возови ги носеше до тука, пример? Ги носев со транспорт личен, а ги собирав у Минхен кај еден пријател, сите точаци таму. Значи идев патував од врата на врата, до Хамбург, до Штутгарт, до Франкфурт, до Келн, до не знам, скаде не, сегдека по цела Германија. По села, по градови, по планини, по долини, со ноки, возење по темници. Имаше луди авантури. Малку од авантурите, да не забегувам од една приказка на друга приказка, пошто има многу детали кои што може да се раскажат и се стварно атрактивни и возбудливи. Ги собирав у Минхен точаците и од Минхен ги спуштав со мој превоз надоле на кај Скопје. Се до момент отидов, више ги, како што Јелена раскажа приказката, више немаше точаци у Германија и пошто сите ги купив и мораше да се најде нов маркет. И отидов за Амстердам, имам еден другар Марко. А, ти па ги хаслаша така да ги наоѓаш онлайн само да ги препродаш. Ова на шема кој со патиките што ми Го најдовме Марко во Амстердам и Марко ме однесе директно кај еден од дистрибутери кој што му е у комши, која што се голема фирма за точациве. Да у салон кај што се продаваат, тој е Фет Деди се вика, дилери за точаци. И дечко ми си направивме, му раскажав моја целосна приказка, што ми се дешавало, како ми се дешавало и ми вика со твоја приказка ти да се јавиш у Mate и да ми ја раскажеш целосна приказка, ти ќе станеш дистрибутер, дилер за сегде кај што сакаш да бидеш. Пошто приказкава ти е по ова на кафе продолжуваме со работката со Mate. И тука може да раскажеме приказката кај што ја раскажеме со Mate. Стрит хаслинг до официјално да се поминеме во. Ајде. Знаеш, Фичо, мојата транзиција во животот, пречито во луѓето знаат, долги години работев за Red Bull, така да едно Red Bull че за тебе. Ама без шечер бе, без шечер, немој... Абе немој со шечер, не со шечер ме тера да пијам. Ајде на здраве. Така да од Red Bull на Mate, традицијата да продолжи. Ајмо.
Ова е добар момент. Го, директно. Тука на край ќе се качим, ајде. Ајде десно. Пази на Скопски кратер да ме наведаш. Добар приказ дека точевот иде и офроуд. Добар приказ дека точевот може и офроуд. Говориш телефонот кај мене ти? Шуго сонце? Да. Идем, а? Кај идеме? Не знам, па у контра. Не знам, иде прв он. Па не знам, ќе Па ајде видиме. сега. Сега дознај. Знаеш што е многу јако? Што? Што со вие не може казна да ти пишат она дека возиш 51, 52, Па, можеш нормално. 60 да шибаш. Значи можеш и не чекаш нигде. Не арчиш. Ба, не чекаш нигде. Штедиш у секој смисал. Како ќе се понашаме ко велосипедисти? Стварно не знам зашто дојдовме тука, ама нема веза. Па не знам, Ајде ајде тука. тука, Ајде, иди ајде, по скали скокај ова. Да, ова е многу убава улица. Знаеш, кога се јавуваат за Тучаков, као на прв поглед да им е скапо, уствари кога ќе пресметаш колку штедиш, Да, и секој смисол. Многу најака шема, вакви тури, тоа што викав да си правиме, сега чуеш 7-8 луѓе, Да. се кружаме вака низ град, Да. седнаш негде кафенце, ручек, ово, оно, и Да, секоја да. сабота или недела куба време. ајде.
Иако е сима не е ладно, мислам, кога има посебно на сонце е супер, и вака се загреваш. Лепота. Сега на кај ќе идеме? Кај сакаш? Па не знам. Сакате кафе? Не. А? Или сакате да се возиме? Ајде, бе. Па на кај чаршија немаме време, а? Колку е сад? Сега, момент. На здравје. На здравје, Петар. Има иначе велосипедска патека како сакате. Не ти е ладно на глава, Филип? Не. Не? Ако ти е то разбио главу позади. За само 59 евра месечно, овој мејт може да биде баш. Абе, па 59 бе, нели се учеството ако е поголемо? Да, ако е поголемо учество, може и за 59. Може да 50. Значи тука на лево идеме? Тука... Сакаш Ајде. по Лево или партизанска мисли? Пова? Лево. Пова? Добра, ајде. Можеш измигавец да даеш. А како жмигавец? Ау, колку е добро сонцево. Идемо! Шапката ти лета. Чико. Може капа да ми дадете, бе, молам? Фала. Не, на маж ми му падна. Фала, чао. Тука е. А? Како? Ова беше стандардно. Свика човекот што закочи. Иначе ќе ме убиеше. Ајде. Знаеш што се деси? На Петар му летна капата. О, гледам. Стало кога вози 60 му лета капата од тука. Ајде. Кај е Лело? Тука сум, тука сум, тука сум. Мора секаде има некоја девојче у друштво да поремети. Да поремети што да треба да се поремети. Овој случај Па не може да ви пишат. Нема кај да стигне порака за казната. Тука лево, а?
Културно си дадовме жмигавец. Ќе видат како се вози точакот по велосипедка. Како сакам така се понашаме Културна работа. варијанта. By the book. А му спротивно возината. А, па тука сме, бе. Да. Дај му лево. Многу е јако жими све. Како се гаси моторот? Тука на истото копче што се пали. А, не упалив, ја упален ми га дада. Ако го оставиш упален, сам ќе ти се упали угаси за 5 минути. А. После цело вози. Шо? Што ме писало на ракето е? Ајде заживели. Ајде, живели. Кај застанавме, како ти дадо официјално застапништво Мейт. Прво хаслаше низ Минхен и Амстердам, зимаше ги... Прво Германија ја оравме, ја изорав цела Германија и на тоа маркетот таму кај што купував. Свативме во еден момент дека више нема останато точак. Со жена ми си правиме по дома муавете, викам љубове, што ја останавме? Маркетов нема точаци, сите ги купивме. Чекај, тоа уствари е кој на некои онакви за Тоа ти е продаваат Тоа ти е стари... као германски eBay. Тоа Craigslist нешто, тоа Тоа, eBay. eBay, германски eBay. И го изоравме цел германски eBay, свативме дека нема више точаци, дека сите сме ги купеле и мораше да бараме нов маркет. И разбрав за друга платформа, која што е холандска. Се чувствував другар ми Марко од Амстердам и му викам, брат, ја доаѓам малку да си поработам да работам. Марко ми вика, добродошол. И отидов во Амстердам, набавив пар точаци. Марко поред негова зграда ми вика, брат, јас тука кога проаѓам ги имам видено точаците. Момците се викаат Fat Bike, продаваат нови точаци или продаваат само се викаат Fat Daddy. И продаваат само Fat Bike-ови као овие, ама поише различни фирми се дистрибутери. Мен ова ми е комбинација од BMX и Fatbike, некоја како така. стил. И ми викаат, сакаш ли да поминеме да ги си направиме муаве со дечкиве да видиш што како да ти треба со нив некоја соработка. Ја викам супер идеја. Хајде да одиме и го сретнаме дечко за прв пат кој што е газда на Fat Daddy. Kroz муавет му раскажав цела моја каква идеја ми се десила, како сум почнал да ги купувам точациве. И ми вика, брате, ти имаш феноменална приказка, приказкава ти е 100-0. Ти да им се обратиш директно на Mate, Mate ќе ти дадат сигурно дистрибуција и на тебе, нема разлог зашто да не биде тоа така. А чекај, ова која година? Они мислам таму 22-3 беше на Kickstarter. На Kickstarter они го објавуваат проектот на 2017 крај, 2019 го завршуваат и почнаа да прават дистрибуција на точаци. Добро, ја 21-22 Тие сум се ги видел првите 3 точака се доени 2019 у Скопје. Даниел, Шале и Мартин ги добиваат првите 3 точака. И од тука почиња приказка. Јас го пробувам од брат ми точакот и се заљубувам од целава приказка и сфаќам дека брендчево е феноменално, дека продава супер приказка како емотивен момент да ти биде твојот лајфстайл секојдневието. И у Холандија му раскажуваме приказка на дечко, он ми дава контакт директно до Лукас, кој што е главен менаџер на Mate, втор човек во фирмата, ја му договарам состанок со него, онлайн, почнувам да му раскажувам приказката, се поставам фул корпоративно едуциран, му раскажувам како размислувам, како гледам на бизнисот и во еден момент му викам, слушај, сева до тука што беше бизнис, само јас сакам да ти кажам дека има малку поемотивна приказка за целиот Mate. И почнувам да му се отворам и викам, ја почнав вака и вака, од врата на врата, купував точаци, купам точаци, негде дека бев разочаран и не ги купував точаците и си одев дома без велосипед.
И у еден момент вртам камера како што ја имам си правим овој и му покажувам у среддневна соба дека имам преку 19 точака и низ цела моја куќа дека имам преку 100 резервни делови за точаци, што ми се случува, како ми се случува и дечко полудува. У еден момент ми вика, "Wow, you even have made Evian, ова се 10 точаци у свет што ги има, како ти дојде до него?" Викам така, го најдов у Англија, преку Англија го нарачав и ова е поклон од мене за мојата жена да има нешто посебно. И така имаме еден од примероци од 10 во светот кој што е Made Evian точак, кој што у принцип е точакот на мојата сопруга. И од целата приказка ми вика 100% дечко стојам позади тебе, за тебе не постојат услови, ти ги диктираш условите, знаеме дека Балканот е тежок за работа, кажи ни како треба почнеме да соработуваме. И така едноставно ја правам прва нарачка од 15 точака од фирмава и они ми даваат официјална дистрибуција со голем план кој што го изработуваме и работиме за уиднина. И чеќе се уствари имате за цел Балкан, така, Македонија, Србија. Моментално сме договорени да го освоиме Србија, Македонија, Косово, Албанија и Босна. И ни остануваат Црна Гора, Грчка и Бугарија, ако ја ги исполнам нашите договорени услови. Меѓутоа, so far работите одат кон тој правец и се случуваат работите да тоа ќе се случи. Така да со finger crossed, идемо и газимо и работите ќе се случат сите како што треба. Добар си ми? Одлично. Здраво, Зор. Не, страшна приказна, пример, и многу ми се свиѓаат мене и цела, знаеш, може она што ти викав исто кој тури вакви брз за почеток кај нас да се организираат со плюс за луѓе што немаат, што не може тој лајфстайл, пошто ја пример премногу ми се свиѓа, ама тикам, јас сум или дома или на состанок, неам преку недела. А можеш еднаш недела да направиш ивент кај што ќе собереш 10 луѓе, возиме низ Скопје, после она што ти зборев исто, тура, не знам, Барселона, тура Мадрид, тура Белград, комбинираш со журка, со кафе ваму, ручек таму. Приказката на Made е многу сеопстрана. Го има тој еден фешн детаљ кој што брка фешн викови. Да, и она Palm Angels, Moncler, Fendi, шемата исто. Такви имаат, сега имаат баш бараат од публиката да најави каква колаборација публиката очекува да се случи у еднина, се гласаше кој бренд би сакал да го видиш у соработка со Made. Постојат преку 7-8 различни модели, сега за сега ние работиме само со два модела у Скопје, кој што е City и Mate X, меѓутоа за кратко време ги очекуваме останатите велосипеди да бидат достапни у Македонија и да расшириме целава приказка малку повеќе на Добро, ти ствари са и нудиш и комплетно да може и полавни да се купат, да може и нови плюс комплетен сервис, што е реткост реално за... Да, нудиме целосен сервис. Нудиме целосна подршка за половните велосипеди. Не даваме гаранција, пошто сепак тоа е некоја половна роба, меѓутоа за секој нов велосипед добиваш 2 години гаранција и целосен сервис на велосипедот. За кај нас мислам дека она многу јако со тутунска што го имате договорено за од 50 до 70-80 евра месечна рата да може да го добиеш. Сакав да споделам таа приказка, значи со Made со NLB Leasing имаме и Made со работка веќе остварена. Кампањата ќе почне за некој баш кратко време. Може би се уште тоа старта од следниот понеделник вторник. И со учество од 10-15% да доеш до рата од 50 до 80 евра, зависно од тоа колку учество ќе направиш, од 12 до 36 рати месечно. Па да, реално и 50 до 80 да, тоа ти е само за бензин што реално ти би ги трошил со колава, стигаш 5 пати побрзо плюс ни казни ќе ти пишуваат, не имаш некои обавези. А што е најбитно мене што ми се свија што се стварно пребрзо, овие до 60 стигаат со домат колку 120 километри. Од 80 до 120 километри зависно од тоа како. Ти леташ, ја мислам дека 3 пати побрзо кај да треба него ли со кола стигаш зборам за низ град. Буквално така, интересното е тоа дека можеш да бидеш директно вклучен во сообраќај, можеш да возиш по велосипедска патека и можеш да ги користиш сите шорткатови низ целиот град ако си го познаваш својот град и да го живееш тоа во максимален аспект на твоето лично доживување. Има приказка, ја живееме приказката, добро ни е. Можеме да понудиме на сите, кој сака да биде дел од нашата приказка, може да живее истата сам по себе, да биде дел од целиот Made Crew, кај што планираме да организираме групни возења, групни дружења, планираме да правиме тест драйв моменти, да бидеме дел од разни поп-ап евенти. Тоа е добро, мислам, да пробаме да организираме како тури, кој денес ние што се направивме, ама за 7, 8, 10 луѓе, кај што се собираме на некубав ден, ги зијаме, се возиме, идеме кафе пиеме, шетаме, бручаме, заебанци, правиме едно супер искуство и дружење. Низ чаршија,
цело Скопје може да, пошто реално 120 км можеш да извозиш. Идејата кај што јас сакам ја и ти да се пријавиме пак е да испатуваме не дека ван овој град како наша приватна дружба. Следно Белград, а? Ајде да го Ама направиме ладно што тоа. ќе биде јануари. Имаме опрема да се згрееме, може да го извозиме, има убави сончеви денови кои што фати ќе да. ветер. Абе, мејте спремен да гази по снег. Тоа е јако исто со зимска опрема, со гумите, со све да пробаме дали може. Тоа ќе треба ја и ти сами да го пробаме. Ја Со мислам ратра ќе Ја да и- шева. ја и ти да видиме ратраци по нашите плани да изораме и Ама покажеме тоа е како. многу јако, многу. Јас сум спремен да го направам тоа со тебе и јас тоа сум, е да, ајде. да го извозиме ја и ти сами. Кој на Па чекај, тоа може и у Маврово да го тестираме. Или сега Маврово зима. или Шапка. Имаш сега гуми за снег? Имаме тие, не се гуми за Чекај, снег, само- тоа се на крампониве се даваат, се ставаат едни додатни крампони, тоа тие како на кола која ставаат чорапи. И точно како со крампонски додатоци може да гази по снег без никаков проблем. Пуна газ нагоре да извозиме стаза. Тоа нагоре? Нагоре. Многу е јако тоа. Ајде се пробаме. Не, дај која да го организираме тоа. Ајде да го почекаме снегов, на првиот снег идеме да го изгазиме. Тоа може да Опремата го ни е еден ден. спремна. Опремата ни Чекај, е имаш сега тука, Опремата може ни е- два точака да направиме. одма. Па ништо бе, зијаме прв снег у Маврово, тоа не мора ни да спиеме, идеме тура една, чисто Идеме. да видиме, снимаме да видиме што се Да дешава. покажеме што можеме. Да. Или не можеме, али ја верувам дека можеме. А чекај, може и подлабок снег да иде со тие. Тоа нема да биде возможно, ама ќе може Ама кој става добро, по снег, стаза кој става си. снег нема да имаме никаков А ќе проблем. почне надале по стаза? Па би требало, пошто има хидравлични кочници, кочница да кочи, нема шанси зашто да не кочи. Тоа е самиот крампон што се додава на Не самото знам тркало. снег ако фати ово. Филип искуство, брат. Ајде да пробаме да видиме. Па ништо следна тура таа ни. Ајде. Ајде. А вие пишете баш у коментари доколку го сакате тури низ Скопје да организираме. Сабота или недела, нубав ден, зијаме 7 точака, се возиме, пиеме кафе, се Кафе, заебаваме. ручек, дружење. Ке си пијачка. направиме некоја тура, пример, до Матка, до Чаршија, низ центар, све. Како оваа денес нешто слично. Peace out. И така. Ани, ова е више си имам куќа. На брзинка бе. Многу битна работа, врвките у джеб да си ги ставите.